Мојсеја и стариот сиромав. Чита Александар Станојков. Си бил еден стар човек многу сиромав и си имал неколку чупи, сите за јадење и за носење од куќа надвор, темек за мажење. А на старио занаатот му било дрвар. Дрвата бидејќи им с краја, не можел сеедно да оди да збират и да ја продаат за да си рани челавта со леп. Ватил да збират од поблизу трње, глоѓи и смреќи за на гранчарите да му и продаат. Собери чини колку да може да носи и тоари се, чини однеси и в град за да и продаа. Како што си седал еднаш в планина и си думал како ќе и носи собраните трње, еве ти го пророк Мојсеја кај си одел по планина за да се молит Богу. Дал вик стариот по него и го молел да го почека малку да му речи нешто. Го почекал и стариот со овкање големо трчањето му рекол: Ти се молам, пророче, моли се на Бога да ти кажи за мене, до кога вака ќе се мачам со трње на рамо да осам и лев да не можам да се наранам. Моли го, нека ми наврати некоја полесна работа и да вадам поеќе пари. Откако го ислушал Мојсеја, му се такса за да му речи на Бога. Отишол Мојсеја на планината и му се молил на Бога и за сиромајот, и Господ беше му рекол на стариот дрвар, богатство и радлак ќе му даел на тој век. Врвејќи се вратил Мојсеја при стариот и му кажал што му рекол Господ. По некое време, пак Мојсеја ќе одел при Бога да се моли и поминал покрај стариот кај што си брал трње. Мојсеја, Мојсеја, постои малку, нешто да ти речам. Застанал Мојсеја. Сега, кога ќе одиш кај Бога, да се молиш многу заради мене и да му речиш, оти јас за на тој век неќум, ами за на овој век да ми дајте да поминам и тој имањето што ќе имам, ќе си го добијам и тој век. Појде Мојсеја, му се моли Бога и му се моли за старио. Ајде, нека му биде богатството на овој век на старио, му рекол Господ на Мојсеја. Поминал Мојсеја кај старио и му кажал како што му кажа гласо Господов. Старио се благодарил на Бога и на Мојсеја. Грабнал казмата и со сета сила голема фавал на еден голем трн за да го откорне. Се откорнал трнот и се јавила една врата. Влегол старио внатре и што да види? Цел безистен со секакви турли и пари и друзи безценети работи. Си изваде колку што сакаше пари и вати мајстори да согради едни големи сареи на местото. Согради едни најголеми двореи. На четирите ќоши направи 4 кули многу високи, а на кулите кладе по еден човек за да гледат со ѓулбија раце што човек ќе иди или ќе врви покрај градо. Имало долу под кулата човек со конј да оди и да го врати видениот човеку стариот богаташ. Секој што ќе го вратеа, стариот ќе го најадеше со најубаво јастие и ќе му наполнеше една шамија пари. Дошло редо и Мојсеја ќе го вратит. И нему му ставил јадење и пиење. Мојсеја многу се отимал да не јади и да не пие, а арно, туку стариот му рекол, оти тоа му е закон. Не било возможно да не јади и пари да не земи. Видел не видел Мојсеја, каснал малку и зел една шамија од најскапите џеваири и си излегол. Одејќи по пато Мојсеја до што човек нашол, му дал од џеваирите и отишол на планина при Бога да му се молит. Од кога се измолил, му се плакал за стариот што го натерал со сила да јади и пари да земи. Ако е кабил Господи, му се молил Мојсеја, земи моја стоката од стариот што те молив да му даиш, оти не знај како да ја држи и мене со сила ми даваше јадење, да ми расипи молитвата што си ја носев пред тебе. Мојсеја, Мојсеја, твојата молитва што ја принесуваш пред мене, било гладен, било сит, чинит токму со милостињата што прави стариот што го убогатив. Вистина, како што се такса стариот, така и направи. И на овој век ќе помини, и за на тој век што бев му приготвил, сето му стои. Господ му рекол. Си замолкна Мојсеја и му се поклони на Бога да си отиде. И стариот си помина со богатство на овој век и рај најде на тој век.